Hello! Ovo je Ivana И ова е Јана. и вие гледате нашата трета епизода. Пред се, дечки, сакаме да ви посакаме среќни божикни и новогодишни празници, да бидат исполнети со љубов и сите желби да ви се остварат. Прво, Јана, да те прашам дали имаш некоја цел за оваа година? Па, види, на мене целта ми беше да бида физички поактивна во текот на распустот. Ама, искрено, иако сме 2 јануари, некако не ми успева и ја губа мотивацијата. Да. Ти имаш ли? Дечки, значи, и ја имам цел. Например, јас саках да одам цел распуст на теретана. Ама това нема да се овозможи. Секој ден да одам на теретана, не. Не знам зашо сите после новата година мораме да сме под притисок, да имаме сите некои цели што мора да ги оствариме. Нели? Па да, верувам дека кај сите е исто. Мисла, некако на новогодишната ноќ или така на крајот на годината, сите имаме некоја... Од денеска ја почнувам на теретана. Од денеска ќе си легна порано, ќе стана порано, ќе јада поздраво и слично, ама никогаш да се да, овозможи. никогаш. Мисла, сите тие се тоа што ние си го ветиме самите на себе, после за недели веќе губеше мотивацијата и на мене не ми е јасно зашо. Мисля дека тука многу притисок влијае уствари. Притисок е. Не можеме, ние сами немаме мотивација да останеме и секој ден да одиме на теретана. А и некако не ти е доволно зацврстено тоа што си го посакал, не си доволно сигурен у одлуката што си ја донел сигурно и затоа не е истрајна. Мисла, ја саках да бида физички поактивна, ја немаше да го чекам распусто, реално. Ја ќе бех физички поактивна одамна. Ама не почнеш од септември. Да. Мислела дека новата година на нас ни е како одлична прилика за да си ветиме нешто на самите себе, разбираш. Да, ама никогаш да го оствариме. Да, не го остваруваме. И добро, после имаме добар пример. Мисла, имаме добар изговор. Имаме добар изговор после. Па добро, види, распуст беше, па... Имаше празници, па требаше да јадам. Па роден ден беше на другарка ми, се това. Да, ама секогаш е. Па добро. Да. Добро. Кажете ни ги, може да ни ги кажете. Вашите цели. Да, вашите цели и какво виде до сега? Дали остварихте нешто, дали сте во процес на остварување, дали се откажахте. Така да, пишете ни слободно. Баш не интересира вие што сте си замислили за 2026-та. Па добро, види. Сепак ние сме на распуст. Буквално распусто за некој од нас е рај, а за некој е пекол, да го кажа. Распусто за нас, за некој што се повеќе социјализира, е рај, оти пекол за другите што е. Децата буквално само у школото се социјализира, некој. Да. Па види, секако има два типа на ученици. Да. Два типа, ние што се социјализира само у школа и едните што чекаат распуст да се социјализираат. Да. Некој што учи цела година и излази и сега се пробава да го скоцка, некој што буквално само се социјализира у школото и после цел распуст само седи дома и не се уопште видува со никој деца, со мајка му и татко му само дома и това е това. Това е проблемот кај светот. Да. Па види, распустот колку што е убав, толку и добар. Мисля, верувам дека и двете сме у првиот тип, што едва го чекаме распусто. Пошто па, на распусто ги немаме тие обврски како што ги имаме за време на школото. Искрено, на мене за време на школото ми е пред по-много голем стрес, буквално. Под притисок сум цело време. Ја едва чекам петок и сабота да доја и после што дое сабота, на мене ми текне дека утре недела и фактички имам за учење. Затоа мисля дека првиот тип сме ние. Да. Па, распусто е баш некое олеснување. Мисла, септември, октомври, ноември, декември, 4 месеци ти имаш константно задачи од школото што мора да ги завршиш и некако овие 2 недели распуст, верувам дека на сите добро ќе ни дојдат малку да си одмориме главата. Баш убаво што е распуст, заврши ни првото полугодие, како што знаеме сите, Ивана е прва година, само што ни дојде у средното. Ајде малку да си поразговараме за твоите очекувања и уствари за реалноста ти што ја види у средното.
Како се вклопи ти у средното, са за са? Прво ќе почна да кажа дека на мене, ја прво мислех дека средното ќе ми е многу по опуштено да кажа, оти као не идех настранат, па сум си дома, знам околина, знам ги професорите, знам го местото, сетва. И викам дома сум си. Да, па е добро и кај нас за нашата гимназија реално сите кажуваат дека е лесничко. Да, оти сме се знаели дома сме си, нашо си е се. Не, дечки, стварно не е така. Буквално цела година до сега, ја бех цело време под стрес, иако мислех дека ми е многу полесно што не идех некаде настрана, у Скопје или у некој поголем град. И само бех под стрес цело време. Па добро. Секогаш на почетокот додека се вклопише малку Да, ама стресно. после кога се вклопих и пази ги ја знам и децата и професорите. После беше по-опуштено. Значи, на мен беше многу окей понатам. Сега Па при добро. крајот. Да, сега при крајот и приметуваше се дека си многу по окей, немаше го веќе тоа стрес дека си изгубен или нешто. Што е добро, стварно е добро. Смениле си ги некои навики у секојдневниот живот? Навиките, да. Основното, ја буквално еднашка неделно учех. Не, Секогаш. најсериозно. Ја мислех дека е исто и у гимназијата, ама не. Тука константно, константно. Да. Што колку што е добро, толку е лошо. Па од една страна спремаат не за факултет, слично. Да, многу е голем притисок кога речат ово памтете го за матура. Това е нешто на А нас. ти си прва, прва си. Да, на нас това ни го у неделата 3 пати минимално ни го спомнуваа. Знам исто. Това ни е најстрашно. Притисок, ама притисок, буквално треба да седнеш и да си запишуваш се што ти е Да. кажано за матура за да можеш да се снајдеш. Ама по друга страна, Па, корисно да, е, корисно е. да. мисля оправдувам ги професорите. Дај да видиме. Ај, например, да видиме колку учиш ти уствари редовно. Мисла, ќе уча. Уствари учиш ли ти толку редовно? Не, това редовно мисля дека никој не учиме лекција за лекција. Учи ли некој лекција за лекција? Па види, има. Има, Ама, нема реално- социјален живот. Да. Едно Ама, бираш. мисля дека сите учиме вечер пред тест или пред испрашување. Никој не учи 3 дена пред тесто. Това, ако учи некој 3 дена пред тесто, може да се деси пред некој многу голем тест или многу битен тест. А иначе не. Мисля дека 90% од слушаевите учат само кога за Пред матура. тест. За матура. За матура, да. Само за матура се учи така повеќе А време. иначе вечерта пред тесто. Има буквално деца што стварно одат толку далеко што учат одмор пред тест или часо пред тесто. Зависи колку памтиш. Това е Да. се до тебе. Буквално имам деца у моето оделение што они додека слушаа професор, они се меморираа. Добро е това. Мисля, Многу е добро това. се би дала да мога. Да. Се би дала. Да. Или, например, колку ни се става ствари и друштвата стабилни, со оглед на тоа што самото следно е таков период. Мисля, верувам дека си го сменила кругот на пријатели. Како Мојот почнеш круг на пријатели, сега кога баш се смених у средното, се драстично. драстично смени. Драматично. Буквално, ја уште имам превеќе другарки и другари, ама многу вистински другари и другарки изгубих оваа 2025-та. И това не го очекувах, ама за се си има крај. Па добро, со самото завршување на основното реално Сите Да, одиме на така. различни страни. Да, Некој секој си останува во оди по основното, својот некој пат. оди у друг град, секој дека го води својот душата. пат, да. И едноставно не можеш многу ни да се лутиш. Или да, мислиш дека средното е најак период у животот, онака у животниот век? Дали мисла? Да. Ја мисла дека. Или како ментален хаос, така. Уствари не. Мисла дека најинтересен ќе ми биде мисла дека факултетот ќе ни биде најинтересен. Од веќе сме навикнани на Па добро, да, ама за мене, верувам дека сите са ме слушнали барем еднаш да кажа на мене средното најако ми е сега, најак период од животот, најубав период од животот. Јас се вода по тоа дека
средното ми е најубав период. може да биде. И- Може. Буквално живеа така како да ми е најинтересен, најубав период. Од една страна немаш грижи за финанси или да имаш ти некоја огромна одговорност врз нешто, ама по друга страна не те веќе гледаат како дете, како дека си малечок. Туку даваат ти некои одговорности и задачи, ама не се толку многу комплицирани, знаеш, не се толку тешки. Така да за мене ми е това преубав период. Да, Буквално може. уживам у секој ден. Мисля дека на крај на средно ќе плача, на крај стварно ќе плача. Пошто факултетот Факултетот после ќе ни е треба да учиш многу тешко. скрипти, буквално Да. вие скрипти. И претешко е и некако сите очекуваат од тебе да знаеш се. Да. Ме страх. Не представиме ме страх. Така да, ја верувам дека средното ни е најубав период. Па добро, сега сме на распуст и не треба да се стресираме за това. Секако сме уште маленки, има време до факултет. Ама приметиле како социјалните мрежи се сменија за време на распустот? Да, буквално некако сите сега на распуст објавуваат како се шетаат, како си одат некаде, колку ми интересно. Да, ама има две страни. Страната едната што ја кажа Јана, а другата страна е некој на пример иде некаде и телефонот го стај. Буквално не го ичтира за да си ужива у тоа што го прави, или иде некаде на базен и он уопште ништо не слика. Па добро, и едната и другата страна реално се оправдани до некаде. Типо јас си Искрено јас сум на некоја златна средина, ја и двете. И исто, двете. исто. Зависи Па, од една страна сакаш да си направиш спомени, да си да имаш. ги мемории да ги памтиш, а од друга страна сакаш да си уживаш дека Да. си. Па, зависи од ситуацијата, зависи Да. од местото. Добро. Зависи, стварно зависи. Мисля Па. да ми отвориш телефонот, имам милион слики. Јас само сликам и снимам Ја. се буквално. Да, сакам да не заборавам това Да, ја да, за да. това. Кога ќе се врнеш, знаеш, да си видиш и да речеш, ја бе види ово, а можеш на пример да го заборавиш ако не го сликаш или снимаш. Исто така имаме ја и рубриката работи што ги правиме за внимание, ама никогаш не би ги признале. Кажи ми ти некоја работа што би ја правила за внимание, ама не би ја признала да те убијат. Немам појма. Право многу работи за внимание. Мисля дека сите овога имаме, ставаме стори за некој специфичен човек. Да. Еднаш као Константно, мора. Да, константно. да. Или ќе ја ставиш твојата најдобра другарка и ќе го ставиш тоа што сакаш да ти види сторито у close цело време, буквално секој ден. Да. Еруптира ти профилот со close friends, се додека не добиеш фидбек. Да. Обожавам, константно. Правиш се дека ти е се едно. Да. Това го правиме Мисла- у секојдневниот живот. Да, мисля да не се ни права. На мене карактерот ми е таков што Да. ја не се секирам, на мене ми е исто. Исто така И мисля има, дека влијае това. да, ама има и типови што прават се дека им е се едно. Па добро, исто ми се не ме фата ти сакаш да ме иде дома и плачат. Не ми е исто. И това ми е малку и, знаеш, Гротичка. да, гротичка. Смисла стварно се Да, труди, да, знаеш, да. стварно се труди а криво му е. Па иде дома и се сплаче. На мене ми е това стварно гротичка. Да. Accidental selfie. Како мислиш? Да земеш и сликаш на некој, у кревето легнала си таква, знаеш. Сликаш се. Многу изгледа- испадне сликата, а ти Ама како леле изгледа- погрешка. Знаеш, Да. и пижами, меси, бани се това, а ти, боже, погрешка си сликала, не е погрешка. Буквално си сликала 10 пати пред това, за да му ја пратиш. Добро, това не го правам. Правила съм го. Ја не. Тагнување песни со deep lyrics. М? Тагнување песни Со? со deep lyrics. Па, TikTok. Кога се снимаме за TikTok, Да. Има такви песни што значи, баш бирала. цело време. Ако на мене лириксо не ми одговара на моменталното расположение и не се Или кога снимам. ставаме стори, Да. стори на TikTok, треба да видиме дали ни одговара песната со вајбо. Да. И на мене, ако денеска ми е убаво, или, например, денеска ја ако сам у Еуфорија, знаеш, Vibes, Да, сите сте гледали Еуфорија, претпоставувам, кој не ја гледал да ја гледа. гледате дечки.
И кога сум у еуфорија вајб, знаеш, кога го става Да, татото да, кај да. синото И тука кој да е е. очите, леле, Да, јас влегнав некој мој филм, на мене ако не ми одговара песната, ја не могу. Не може. Мисля дека исто така сите имаме другарка која секогаш знае најдобрите типови на песна кој ти одговара за сторито. Секогаш Да. сликаш се, подадеш на другарката и најди ми ја песната, она ти ја наоди најдобрата песна. Таа другарка сум ја иначе. Добро, Ако ви треба помош, тука има. Добро, имаме сега Girl Math и Boy Math. Ние ставиме на стори за Q&A прашања и вие ни дадохте некои баш интересни. Прво ќе видиме ChatGPT кој ни ги кажа. Ако не е на попуст, не сум трошила пари. Ако е на попуст, да. ако е на попуст. Па да. Со попусто 20% од парите ти си ги зачувал дури. Не Да. зашо не си ги потрошил, ти си ги зачувал. Да. Това е некоја проблематика. Или, така. ова е мој, јас го измислих, парите од роден ден. Тие пари се не се важи тие пари, Да, што и да тие си пари купиш. не се важат. Да. Буквално нема врска што ти секако ти си платил се за твој роден ден, ама парите што ќе ги добиеш за роден ден на тебе се ти плюс. Ако Тие пари живеа цело лето. буквално. Ако не ми е пишал за зафанане. М? Ако не ми е пишал за фанане. Да бидеме реални. Това сите го мислиме. Не мора да значи. Да. Не мора да значи. Постојат луѓе што Добро. што се срамат. Да. Не ме се едно. Да. Сега слушайте ги, овие са од вас. Ако не одговори по 5 часа, значи дека е кул. Да. Што е дека? Ако не одговори по 5 часа, това сите, он се мисли дека е кул. Дека Он јас си сум мисли многу, дека е кул. да, дека јас сум многу јак. Не ни одговарам по 5 сати, леле. Това е girl math. Това е бојмет. Да. Не. Бојмета. Пошто женските ретко така. Да. Они одговарат. Да. Женските ние сите одговараме многу брзо. Буквално и мама и разликата. Ајде мама и тато ќе ги земеме. Ја на пример да пишам на тато 2 дена нема да ми врне на пораката. Ја да пишам на мама у рок од 10 минути на мене ми пиша реферати и ми објаснува. Реално. Така да това е бојмет, ако не враќам со саат. Доаѓа од теретана у исто време со тебе. Значи заинтересирана. Да. Бојмет. Да. Па добро и двете. Мада повеќе женско би го направило тоа. Значи, ако у петок добија некоја ниска оцена и нема да се важи тие викенд. Да. Секогаш. Мислам дека това важи и за girlmet и за boymet. Реално, ако сега јас сум добила ниска оценка, ја ќе се стресирам, а пред мене цел викенд Не. нема шанси. Не. Буквално, секираш се у недела вечер. Да, у недела вечер, веќе кога треба у понеделник да одговараш. Добро. Ако си најдеш пари у џебо и после си купиш нешто, не се важи. Не се важи уопште. Тие се ти гратис, тие се ти поклон. Трошење на пари од роден ден е basically free. Кажаваме Да. го това. Ако пред патување си счувал пари, као 3 месеци пред патувањето и ти секој ден си тргаш по 300 или 200, не знам. И кога идеш таму некаде на патувањето и ги строшиш. Тие пари не се важат. Не се важи. Бесплатно е това буквално. Буквално. Ова е најреално те сега. Ако не ти го лекнал сторито, значи уште го гледа. Girl man. Ако плачеш цел ден, заслужувам да си купам нешто. Това не сум плача. користила. Не плача. Вау. Добре, дечки, ја плача. Ја не плача. Ако ме е погледнал, значи сакаме. Не. Това не си... Не, сега слушайте, това е многу Това си реално. ти. Јана... Да, това е... Не е Јана, това не е Јана. Јана онда и да ја пита звртко на керче дека не го сака, ама... Има многу... Зависи од карактерот. Да. Ти? Не сам ја таква. Ја не да ми поглед... Не, знаеш, на мен да ми рече... На мен ми се исто дали ме сака или не, знаеш. Да. Да не кажам да го не знам. Добро. Това те имам буквално тие мои другарки, знаеш ли ги? Не ги спомнувам, знаеш ги. Многу се длъжна од сата, ама ја ги многу поддржам, ја многу сакам такви да срцки. Значи стварно. Буквално ја ги поддржам цело време.
да го погледне eye contact направиме 10 секунди. И ја ќе рече замисли 10. Замисли. 10. Да, буквално, јас сапортам, јас сапортам, буквално поддржувам те, ама не сам тој тип. Да. Или евентуално ако види дека преминуваш ја границата и дека си Многу delusional, мраза кога некој преминува граница на да, другиот. ако си веќе превише delusional, ќе те смира, ќе те спушта за после да не си ја треснеш главата. Things we all lie about because we would look stupid. Оваа тема, ова ќе ви прво да кажа едно. Ова го користиме секојдневно во животот, буквално некој каже смешка и ти не го чуеш и само почнеш да се смееш, почнеш а да не се си ја ни смееш. чула. Не, тоа е најреално. Ти? Знаеш ли некој да кажеш? И па да, исто кога ти каже така те нешто смешно, и ти вика, разбрали ме. Па да. А буквално не си го ни чул. Ништо Буквално си бил не друг те свет. разбирам, ништо не те разбирам. Да. Или така кога ми покажат Или некој слушаш мим на TikTok. Леле, знаеш. да, не го разбирам, ја тогаш Не ми го вика разбирам. сик се, ја викам ето това бе. Не така го користам секојдневно. Да, буквално. Добро. Гледале го филмот? Да, гледај го. Не си го. Ништо. Не И си те го. пита некоја специфична сцена. Како А се ја? викаше кучето на споредниот лик? Добро, како се викаше кучето на комшиката на дедо и буквално? Не. Ја филмот не знам ни како се вика. И ја филмот не знам како се вика. Или се смееш на смешка што не си ја ни спомнала. Да. Тоа да. Чекај, некоја смешка, кажи нешто. Не, па. Добро, кажуваме некоја смешка, ајде те... вчера кучето почна да лета, излазели ти... Ха-ха. И така гледаш го ти, као не сваташ смешката. Не ти излази това на TikTok. Ба излази ми. Не. Или нешто секојдневниот живот. Дај веме нешто што има уствари. Правиш се дека разбираш нешто, не го сваташ уопшто. Пишете ни вие Да. наш things you lie about. И сега да правим обет за FOMO. Fear of missing out. Ова е тема од секојдневниот живот. Буквално болен си, еднаш кога идеш на школа и одма нешто многу јако се случило и ти си го това пропуштил. Да, и веќе никогаш до крај на Да, годината нема да никогаш. отсуствуваш. Ама добро, мисля дека това повеќе е за средношколците. Пошто па нашите родители реално не се толку интересираат веќе што ќе се случи, што ќе испуштат. Пошто па поминали се го тој период и сега гледаат прво за да се си спокојни, да се си одморени, да си одмараат дома. Не ги толку интересира што ќе испуштат. А ние средношколците, особено у тој хаотичен период, се сакаме да видиме, се сакаме да слушнеме. И нешто еднаш кога идеш, буквално или се еден час те нема. И Тука се деси нешто. Деси нешто најдраматично у цела година што те десило, ќе се чуи на вестите, ама ти нема да го видиш. Да. И буквално ќе Не се си каеш бил- цел живот за това. Буквално имам пример. Знаеш Кажи. кога беше Upshift? Да. Во школата имавме проект Upshift и одехме неле доле у библиотеката да работиме на проектите. И ја и моја соученичка бевме доле, работевме нешто. Имали сме математика, професорката математика дошла и рекла: "Еј дечки, ајде днеска нема да предавам." И цел час си разговарали за успехо, кажали за мене, како јас сум се снаодила у математиката. Ја не ни бех. А професорката математика, in fact, е превише строга, превише професионална. Некако, како фигура, кога ја видиш, знаеш дека по математика за тоа што е таква сериозна, познава се и многу беше чудно и го испуштих това. И веќе никогаш нема да си кренам од математика, никогаш нема да отсуствувам веќе од математика. Или ти е лошо некогаш и баш те тај ден и седиш дома и пуштили ги имали Пуштили 5 ги часа. порано, Да. Дали това дојде до притисокот да бидеш кул? Па да, реално да. Дојди. И многу влијае. Па такви ни се генерациите, некако ако испуштиш нешто, не можеш да се поклопиш у разговор, Не едноставно можеш да се треба врнеш. 15-20 минути да си исклучен додека не ја завршат таа Нешто се тема. десило и као одиш ти другиот ден на школа и ти прават мовет и знаеш као, па ти не беше. Не.
и едноставно нема Да. како да се вклопиш. Така да, па не е пресудно дали си ти кул или не, ама реално влијае. Да, ама това е до новите генерации што идат и сесија, това притисок, Влијае на мораш да бидеш кул. секојдневната социјализација. На секојдневната социјализација ти вчера ако нешто си испуштил, денеска нема што да си правиш да си правиш разговор со некој, знаеш, да си комуницираш со некој кога сите се насочени кон това. Така да. Да. И имаме тука ученички социјален живот. Сакам да ви кажа неколку комбинации што не може да одат заедно. Значи, ако сакаш да имаш пријатели плюс училиште еднакво немаш социјален живот. Социјален живот плюс училиште немаш пријатели плюс социјален живот, уопште не си школуван. Това е непишаното правило. Да, за жал. Да, па реално сите го знаеме това. Некако кога сме на школу, па бираме си приоритети и не секогаш ги бираме пријателите и социјалниот живот како приоритет, пошто школото, средното и основното се задолжителни. Ти мораш да го завршиш, едноставно мораш. Па мора да ти е приоритет и едноставно мораш да го тргнеш социјалниот живот настрано одреден период. Затоа баш и на распусто социјалниот живот највеќе го истакнуваме. Да, највеќе го истакнуваме. Немаш обврски, едноставно сакаш да си го заполниш времето што си го изгубил за време на школа. Да си излазиш секој ден, да одиш на кафе, еднаш Да се дневно, да излезеш дружиш, вечерта, да се запознаеш со нови деца, да се прошеташ некаде надвор од градот. Да, пошто подобро да излегнам, да се социјализирам, Него ли да се седам дома дружам, на него телефона. да седа дома цел ден и ништо да не направам. Подобро ќе излегнам, ќе се дружа, ќе да ќе пија кафе, ќе идеме на дневна журка. Подобро. Или ќе завртам еден круг, ќе се прошетам, отколку да лежа дома. Да. Надеваме се дека сите го мислите истото. Ако има некој што со зимскиот распуст не прави ништо, Слободно излегнете, пишете ни. И пишете, дојдете со нас. Дојдете со нас. Пребов ќе споминете. Иначе, имаш ли го ти това како една си у школа, една си надвор од школото? Да. Исто. Мислам дека сите Сите. имаме како различни персоналити. Зависи ако е некој као премирен, он си исти у школата и такво. Јас сум многу мирна у школата. Надвор не сум до толку немирна, знаеш, малку сум попуштена. Да. Па добро, и ја у школото... И ти си попуштена у школата, исто си. Па да, јас сум си иста. Ама па, зависи на кој професор, на кој час. Да. Некогаш има часови на кои сум многу тивка. Едноставно Не сте блиски со наставникот. Не, па не дека не сум блиска, едноставно предметот не ми одговара. И сега, например, математика, да речем, или физика, нема што да кажа, подобро да не им сметам на другите. Јас секако не мога да го разберам во целост това. Едноставно, мојот мозок подобро се снаоди у предметите, општествените предмети, природните предмети не ми одговараат и не сакам да сметам и сум потивка. Ама со това, например, на социологија, на латински, сум многу по-активна. Ама па, немам го тој момент у школото да биде многу тивка, надвор од школото да биде... Да, на тебе ти е некоја маленка разлика. Да, не многу е маленка нешто разлика. Ама па, верувам дека сум скоро па иста. Тука некаде сум. Па и ти, мисла, на одморите кога те видат, и си, знаеш, скрос нормална, како што те гледам и надвор од школото. Да. Ама на часовите... На часовите сум помирна, ти па не можеш пред професора да се понашаш исто како што се понашаш пред другарки. Да. Имаат авторитет. Реално авторитето на нив. Па да, ја исто како тебе се на различни предмети и различно се понашам. Секој се оставил некој авторитет и затоа различно се понашаат различни професори. Например, за мене, професорката по биологија на мене ми оставила авторитет дека она сака знаење, ама не е толку многу строга, не е толку многу како, не знам, стриктна у това. Едноставно ние например на часовите имаме и по интеракција, имаме и си разговараме
И ја, например, могам малку да сум поопуштена со неа. Ама, например, не знам, со професорката математика, е построга и стварно сака да те научи и да ти кажува стриктно за това. И стриктно се посветува на предметот, ја за това, например, ја гледам малку потака. Знаеш, едноставно некој ще е страх да ја кажеш нешто. Или улогите што не ги ставаат, например, професорите, знаеш. Леле, да, професорите многу како те сега ти си ми добра ученичка и ти ќе си ми милен. Ти малку си учил и ти нема да си ми умилен. Ти од тамо еднашка видевте фанахте кој жвака и сега на тебе тамо нешто. Тебе цело време Ќе те фатам на кикси. Така. Да. Има секогаш така професорите, секогаш они колку и да викаат дека нема умилен, сите има умилен. Мисла, не сите. Скоро сите има. Ама има некои такви. Не знам. Не свига ли ти себе на тебе това? Мислиш ли дека ти си умилена на некој? Не, чекай да ми текне. Да, умилена сум. И да, баш како што Утко. Не мога стоп, а на последното смеше да умоме. Ки си направиме сеј таму. Мила, косата ми е правена, Мила! И за крај ќе поразговараме за популарност спрема вистински пријатели. Во средно популарноста е нешто најбитно, искрено, дека ако си популарен си нешто многу интересен. Популарните буквално има многу следбеници, голем круг на другари, секогаш се во група. Има многу луѓе што ги знаат, ама малку што ги познаваат вистински. Буквално ако сакаш да бидеш популарен, ти треба да си интересен. Чест светот знаат како да си некој многу интересен и секогаш имаш добар муабет. Што кажат това дека те знаат, ама никој не те знаат фактички. Не те познаваат. Не те познаваат каков си. Ама од другата страна да имаш вистински другари е буквално имаш 2-3 блиски другари што реално у овај свет само това е нешто максимално што можеш да го имаш. И особено па кога си популарен, кога имаш инфлуенс врз групата на луѓе околу тебе. Па да. Исто така, ако си од вториот тип на луѓе, секогаш си повеќе judged, као осудуван за ништо. Не си ти интересен, немаш другарки, ја не се дружам со таквија, онаквија, значи буквално не. Па да, од било и да си у едната врста на луѓе и да си у другата, секогаш ќе бидеш осудуван. Това ни е у природата на нас. Да, за се. Да, осудуваме и нема како да го избегнеш това. Ама треба да се научиш да живееш со него и да не се замараш. И за крај едно прашање за вас. Кој би останал покрај мене дури и кога никој нема? И дали е побитно колку луѓе ме следат и ме знаат или колку вистински имаш? Ме познаваат и можат да ми слушаат. И дечки, ова е крајот на оваа епизода. Се надеваме дека ви беше интересно и само сакаме ви се благодариме за поддршката. И извинете што одреден период не немаше. Ама како што кажаме, од оправдани причини бевме отсутни, ама затоа сега се враќаме со многу поинтересни теми. Да. Исто така и това темите што ги разговараваме со тестовите, да, ние беме у таа тема и морахме нешто да отстраниме за да можеме да ги поминеме тие тестови и затоа не снимаме, ама и плюс беше сезона на настинки и нова година и се това. И ако се осеќа сега уште сме настинати, ама ако малку не осеќате дека не думаме баш најдобро, това е затоа што сме и двете настинани, ама добро, мислам. Да. Дечки, па сакаме да ви посакаме среќни божикни празници. И се гледаме у наредната епизода. Сакаме ве. Бај!